Семејното насилство во земјава е во постојан пораст, а како доказ дека е така сведочи и денешниот булетин на полицијата, каде се заведени повеќе случаи, од кои само во Струмица 3. Жртви на семејното насилство најчесто се жените, а во последно време се почесто храброст добиваат членови на семејствата, каде жртви на насилство се децата. За 39% е зголемен бројот на семејните насилства во споредба со истиот период лани. Најмногу се регистрирани на подрачјата на Скопје и Битола. Само за последните неколку дена во Струмица и Валандово се поднесени 4 кривични пријави. Во Валандово 45-годишниот АК ја нападнал својата сопруга, удирајќи ја по главата и телото за што употребил дури и кабел. Во останатите 3 случаи во Струмица, татко физички ја нападнал својата ќерка, нанесувајќи и повреди на главата и градите. Син во алкохолирана состојба со нож го нападнал таткото, сопруг и нанел повреди на сопругата по целото тело. Жртви на семејното насилство покрај сопругите се и децата. Тие се сведоци на физичкото и психичкото малтретирање во домот. Од првата детска амбасада меѓаш апелираат центрите за социјални работи да бидат поактивни на терен. Кога станува збор за кривична пријава, може сторителот на одредено семејно насилство 24 часа да биде задржан во полициска станица и потоа повторно се пушта во домашната атмосфера. Секогаш кога некој извршува насилство врз некого, смитаме дека претходно бил жртва на насилство, затоа што луѓето не се раѓаат по дефолт насилни. Луѓето стануваат насилни, децата стануваат насилни. Затоа сметаме дека е многу важно превентивното делување. Доколку на едно дете кој што е злоставуван, кој што е нем сведок на семејно насилство дома, кој постојано се случува психичко, физичко и така натаму, постојат голема веројатност понатака во животот и самото тоа дете да стане со девијантно однесување, да стане насилно или пак во други случаи да се повлече, да има ниска самодоверба. Најголемиот дел од семејните насилства завршиле со тешки телесни повреди. 92,8% од сторителите се мажи, додека 7,2% жени. Покрај физичките повреди, насилниците во нападот употребувале и ладно оружје. Како причини за агресивното однесување се наведуваат лошата финансиска состојба, неверството, љубомората, проблеми околу бракоразводната парница и старателството врз децата. Според кривичниот законник, минималната казна за семејно насилство изнесува 5 години.